оваа денешна беседа ќе разгледаме еден псалм во кој псалмистот говори за еден дом, за едно живеалиште. Живеалиште во кое копне да живее постојано. И ако некој ве праша кај вие би сакале да живеете, кој би бил вашиот одговор? Има луѓе кои копнеат да добијат зелена карта и да заминат за Америка. И можеби да си купат имот на Манхетен. Некои поскромни овдека копнеат да си направат куќе на Водно. Некои во Злокукени, во некоја елитна населба. А псалмистот во 84-тиот псалм говори за Божиот дом, за убавините во Божиот дом и за убавините кои ги следат сите оние кои живеат таму, кои копнеат да живеат заедно со Бог во неговиот дом. Овој псалм, според уводот кој стои на почетокот, е напишан за хороводителот, компониран е за гетски инструмент, а автор е некој од Кореевите потомци. Значи, според тој увод, можеме да видиме дека псалмот е компониран за жичен инструмент, древен, шестожичен инструмент, гетит, кој многу наликува на современата гитара, тоест би било убаво, би било интересно доколку би се направил музички аранжман за гитара и би се испел тој псалм. Вие како што знаете, сите псалми кои се во зборникот псалми се напишани за пење, се всушност текстови за песни. А како автор, како што кажа, се појавуваат Кореевите синови, тоест едно семејство кои со генерации и го води славењето во или поклонението во храмот, претходно во скинијата, а исто така се јавуваат и како автори на неколку псалми. Како што кажав, темата на овој прекрасен псалм е да даде опис на Божиот дом и да ги покаже бенефитите кои го следат човекот кој живее во заедништво со Бог. Псалмот природно е поделен на 3 дела, според едно зборче кое се повтара, зборчето Селах или Селах. Тоа зборче представува музички термин кој дава знак за пауза во пеењето, тоест некакво интермецо во кое луѓето треба да размислуваат, им се дава време да размислуваат на она што е отпеано до тој момент. Да се замислат на пораките што биле упатени до тој момент во псалмот. Првите 4 стиха се одделено спорото Селах и ги опишува бенефитите од заедничкиот живот со Бог во неговиот дом. И псалмистот започнува со еден восклик на воодушевување кои доаѓаат од убавините на Божиот дом. Вели, колку се мили твоите живеалишта, Господи на силите. И кога псалмистот говори за Божите живеалишта, секако во главата го има Божиот храм, тоест најсветото место, светаја светих, каде што Бог реално живее во неговата слава. Во најсветото место, каде што бил ковчегот на заветот, таа просторија била исполнувана со Божјата слава, или во равинската традиција наречена Шекина Јахве, каде што Бог видливо, во слава, во величие престојувал. И пред таа просторија бил ковчегот, бил олтарот, жртвеникот, каде што луѓето доаѓале да пренесуваат жртви, да изнесуваат молитви, свесни дека таму зад завесата реално е Бог во неговата слава. Во тоа место луѓето не можеле да влегуваат физички, само свештеникот, првосвештеникот еднаш во годината на денот на умилостивението можел после еден сложен ритуал на очистување да внесе да принесе жртва за целиот народ, но луѓето кога доаѓале во храмот да принесат жртва и да се молат, знаеле дека таму Бог реално присуства, дека тоа место е исполнето со Божјата слава, со Божјото величие. И затоа, кога доаѓале во храмот, тие чувствувале некој посебен восхит, посебна возбуда дека доаѓаат во Божјото присуство. И затоа псалмистот
со своето срце, со својата душа е тамо, во Божјото присуство, и затоа може така со восклит да каже: колку се мили Твоите живеалишта, Господи на силите. Кога ние пак христијаните, погледнато од новозаветен аспект, говориме за Божјото живеалиште, не можеме а да не помислиме на нашите души, на нашите срца. Зашто во Новиот Завет Божјото живеалиште не е во некој ракотворен храм, туку е во нас. Како што апостол Павле пишува на Коринтијаните, во 2 Коринтијани 6 глава 60 стих, вели: ние сме храмот на живиот Бог, токму како што рекол Бог: ќе живеам во нив и ќе одам сред нив. Ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. И овдека апостолот го користи за зборот храм, дека ние сме храмот на живиот Бог, го користи зборот наин, кој во Септуагинтата, кој во грчката версија на Стариот Завет се употребава за најсветото место, за светаја светих. Ние сме онаа место каде што Бог со својата слава живее. Бог доаѓа, ги исполнува нашите срца, нашите души со неговото величие, и затоа тие изрази на восхит треба да бидат и посилни, бидејќи произлегуваат од присуството на Бог во нашите тела. Не во некоја ракотворна скинија или храм, туку во самите нас. Ние сме тие живеалишта кои Бог ги исполнува со слава. И во овие први неколку стиха можеме да откриеме некои специфики кои се однесуваат на Божјото живеалиште. Прво, Божјото живеалиште е убаво, зашто самиот Бог носи убавина. Мили се, прекрасни се, вели псалмистот, Твоите живеалишта. Каде што живее Бог, тамо е убаво. Нашите срца во кои живее Бог се прекрасни места. И тоа е восхитувачко сознание. Ако Христос навистина живее во нашите срца, тоа негово присуство треба да создаде посебна внатрешна убавина, кој понатаму се рефлектира и на целата личност. Луѓето кои имаат искуства со христијани, кои не веруваат, меѓутоа кои имат во своето окружување христијани, знаат често пати да кажат: тие се посебни луѓе. Има нешто посебно во нив. Да, христијаните се посебни луѓе, има посебна убавина во нив, бидејќи живее прекрасниот, најпрекрасниот, живее Христос во нас. Самиот Бог не исполнува. Затоа е убаво. Затоа е прекрасно да се живее со Бог во нас. Второто нешто кој го истакнува овдека псалмистот во 2 стих, еден копнеш на душата за Бог. Вели: копне е душата моја, сакајќи да е во Господовите дворови, срцето мое копне е. Една друга карактеристика која овдека ја гледаме и поврзана со Божјото живеалиште е создавање на еден постојан копнеш за Бог, кој го продуцира самото Божјо присуство. Присуството на Бог во нашите срца создава уште поголем глад да бидеме заедно со Бог. Не знам дали сте го почувствувале тоа, еден длабок копнеш кој е всаден во срцето за уште појасно, уште посилно присуство на Бог во нас, во самите нас. Сме потопени во Божјото присуство, читаме од Словото, се молиме, се наситуваме, а во истото време тој глад станува уште поголем. Божјото присуство и задоволува, а во истото време не прави и уште погладни за него. Привлечно е Божјото присуство. Прилично е Божјото присуство во нашите срце. И тоа создава копнеш, тој уште повеќе да се вселува во нас. Духот уште повеќе да се вселува, да се создава уште по живеалиште кое ќе го исполнува уште повеќе нашиот живот во сите области. Како што самото слово вели, Христос да се вселува се повеќе и повеќе, секојдневно, во поголем интензитет, со поголема сила во нашиот живот, зашто нашите души копнеат за тоа. И така, псалмистот вели: срцето моје и телото моје со радост се стремат кон живиот Бог. И тоа е заклучокот во 3 стих.
Затоа, бидејќи има копнеш во срцето, кој го создава самото Божо присуство, и моето срце, и моето тело со радост се стремат кон живиот Бог. Се стремат кон неговото живеалиште. Во 3 стих псалмистот говори за една вредност која ја имаме поради самиот факт што Бог решил во самите нас, тоест од самите нас да направи своје живеалиште. И пише овака псалмистот: и птичката си наоѓа живеалиште и ластовичката гнездо, каде што ќе ги положи пилината свој при олтарите твои, Господи на силите, царе мој и Боже мој. Псалмистот овдека говори за некој искуство кој ги има кога е во храмот, кога оди кон храмот и гледа како птиците, ластовичките си прават гнезда под стреите или се пикаат во олтарите, во жртвениците, и се чуди како во Божиот дом има место дури за нив. И се восхитува на тоа. А пак птиците во Библијата и во проповедите на Господ Исус Христос се символ за мала вредност. Например, во Матеј 10 глава, 29 до 31 стих, Господ Исус поставува реторичко прашање: не се продаваат ли 2 врапчиња за 1 пара? И сепак ниедно од нив не паѓа на земјата без вашиот татко. А вам ли се изброени дури и влакната на главата? И така не плашете се, вие сте поскапи од многу врапчиња. Овдека Господ Исус прави споредба во вредности која Бог ја има во врапчињата и во нас. Колку повеќе нас не вреднува од нив. И ако се грижи и за нив, колку повеќе пак се грижи за нас. Тоа со други зборови, дури безвредните птици можат да најдат пренокивалиште и да си направат гнезденце за своите пилини во домот на Отецот. И ако има место за нив, колку повеќе е местото за нас. И обратно, ако од новозаветен аспект ние сме Божите живеалишта, тогаш каква ли вредност имаме ние како Божи живеалишта? Во светот имотите се вреднувани на берзи, велат дека највисок или најскап, највисока цена на квадратот е во Токио, па во Њујорк и не знам како се движи понатаму цената. Меѓутоа вистината е дека најскапото место за живење се нашите срца. Зошто? Зашто Бог тие места ги плати со својата крв. Си го даде животот, за да може да влезе и да живе во нас. Тој ја плати најскапата цена за наем, најскапата кирја да се всели во нас. Може би животот на некој да му изгледа безсмислен и безвреден. Но тоа само така до моментот кога Христос не почна да живее во него. И тогаш веќе тој почнал да разбира колку е вреден. Исус дава смисла и дава вредност на животот. И пред да го заврши тој прв дел, псалмистот извикува: Господ на силите, царе мој и Боже мој. Започнал се една општа титула: Господ на силите или множествата или Јахве Савот, која титула го определува Бог како Бог кој е над целото создание, над сите множества, над се што постои, и како таков тој се грижи за се, тоест излегува во пресред на секого. Тој излегува во пресред на потребите на неброени множества. Секој создание е условено во својот живот од него. И во тој аспект и ние сме дел од тоа множество. Но веднаш додава псалмистот кога вели: Царе мој и Боже мој. И веќе овдека односот е многу поблисок од претходниот. Тој не е само Бог на множествата, но и мој личен Бог. Тој не ме гледа само како припадник на толпа, но има личен однос со мене. Бог може нешто што не го може никој од нас. Не го можам јас, не го може никој. Јас можам малку да се дадам, да се посветам на некого, малку на друг, малку на трет, повеќе на нешто се поблиско до мене, но Бог не е таков. Бог целосно може да се даде секому поединечно. Целосно се дава секому. И така, завршувајќи го тој прв дел, тој прв селах,
псалмистот завршува пак со восклик. Блажни се оние кои живеат во домот Твој, тие постојано Те фалат. Божиот дом дава убавина во нас, дава виталност во животот, дава чувство на вредност, не води до восхит. И тоа е првиот дел, првиот салах. Вториот дел, 5 до 8 стих, во тие стихови, тој дел, псалмистот говори какви промени, што се случува со оние во кои Бог живее, тоест оние кои се Божето живеалиште. Или блажен во 5 стих и оно човек кој заштита бара кај тебе и во чии срце се патиштата твои. Или еден подобар превод вели блажен е оној човек чија сила е во тебе. И сакам тука да поттикнам едно размислување, подигнувајќи едно прашање. Кога запаѓаш во неволи, кога имаш проблеми, каде е твојата сила? Псалмистот вели блажен е човекот чија сила е во Бог, чија сила е во тебе, Господи. Кај е нашата сила? Или каде бараме заштита во животот? Кога доаѓаат проблеми, неволи, каде е твојата сила? Во некој човек, во парите, во мускулите, во способностите да комуницираме, да манипулираме, во лекарите. Во оваа состојба во која сега се наоѓаме, во епидемија, нападнати од еден невидлив вирус со голо око, невидлив, гледаме дека медицината е немогна. Парите се немогни. Лекарите велат дека најчудното во овој вирус е што човек може за 2 часа од никаква клиничка слика, од чисти бели дробови, да се искомплицира, неговата состојба така да се искомплицира, што ќе биде доведен на смртна постела. Само 2 часа. И ништо не помага. Ниту респиратори, ниту лекови, и најдобрите лекари не може да ги спасат и луѓето кои имаат најмногу пари. Бог е оној кој може да ги направи нештата поинакви. И затоа псалмистот вели, блажен е оној човек кој заштита бара кај тебе, или чија сила во тебе, Господи. Ми се случувало често пати после напорен ден, истуштен, обесхрабен некогаш и многу пати од проблеми и така натаму, да си кажам, не можеме да се молам. Толку сум исцрпен, толку сум обесхрабен, толку сум истуштен. Каков ефект би имала оваа молитва, која нема никаква сила? Псалмистот вели, блажен е човекот чија сила е во Господ, кој бара заштита од него. Нема значење дали јас се чувствувам силен или слаб, дали мојата молитва е сила или слаба. Има една таква, еден стереотип, една фраза вели, силната молитва Бог ја слуша. Не, молитвата, силата не е во силната молитва. Силата е во Бог која слуша молитвата. Независно колку е силна или слаба. Независно дали е кажнат силен или слаб човек. Оној чишто сила е во Господ, оној чишто заштита е во Господ, оној чишто вера, надеж е во Господ, оној кој целата своја надеж ја поставил во Господ и доверба. Бог е слуша неговата молитва. Мојот темел не е мојата сила, туку Божјата сила. Затоа многу поправилно е да зборуваме за силата на Бог, кој ги слуша молитвите и одговара на нив. Блажен е оној човек, чија сила е во Бог, а не во нешто друго. Во додатокот на стихот, псалмистот вели, блажни се оние чишто сила е во Бог и во чии срце се патиштата Твои, Господи. На каков човек се мисли? Метафора користи овдека псалмистот за човек кој во своето срце создава патишта за Бог. Тој е во нас, тој си направил живеалиште и сега ние градиме патишта преку кои даваме достап Бог да действува во сите сфери на нашиот живот. Јован Крстител кој беше повикан да биде предвесник, т.е. да подготви пат за Спасителот, за Христос, ги подготвуваше луѓето со доаѓањето на Христос со зборовите: пригответе му пат на Господа, правете ги во пустињата патеките за нашиот Бог.
Оно што му дозволува на Бог да ја покажува својата сила во неговиот живот, таквиот човек прави патишта. И понатаму псалмистот вели, таквиот човек и на сушната долина, ако поминува, таа ќе се промени, ќе се преобрази. Во 6 стих вели псалмистот, преминувајќи ја сушната долина, тие ја претвараат во извори и дожд ја покрива во вирови. Што значи тоа? Овдека псалмистот зборот сушната долина кој го користи всушност во оригиналот зборот бака, кој значи буквално долина на плач. Зборот бака значи и плач, значи и тагување. Човек чија сила е во Бог, дури кога минува низ мигови на очај, може тие мигови да ги претвори во свежи мигови, во мигови полни со живот. Таа една пустиња безводна да ја претвори во на плодна градина, благословена градина. И тоа го прави Божето присуство и патиштата кои ги дозволуваме на Бог да действа мокно насекаде во сите области на животот. И тоа не се однесува само за нашите животи, за нас во кој што Бог живее и нашиот живот го претвора во една плодна оаза. Тоа се однесува и животот на другите. Се сретнале сигурно луѓе кои се го зрачат со радост, со надеж, со оптимизам. И имат и нивната состојба охрабрува и ги променува дури и другите луѓе. Тие можат да ги охрабрат и оние кои поминуваат низ долината на плачот. Луѓе кои се исполнети со Светиот Дух, тој Дух действа во нив, во нивните животи и така со својата полнота и свежина ги благословуваат и другите со дождови на свежина и радост, сите потиштени срца. Луѓе кои може да ја претворат тагата во радост. И таквите луѓе се прекрасни луѓе. Сакам да бидам со такви луѓе. Тие доаѓаат и едноставно те го променуваат животот. И тоа е ефектот од Божјата сила и од Божите патишта во нашиот живот. И продолжува псалмистот и вели, минуваат од сила во сила, додека не го видат Бога на Сион. Некои преводи, англиски, како например ревизираното издание, вели, Богот над боговите ќе биде виден на Сион. Минуваат таквите луѓе од сила во сила и Богот на боговите ќе биде виден на Сион. И тоа исто во контекстот, во истиот контекст продолжува псалмистот според таквиот превод, до она што го кажа досега. Тоест, невидливиот Бог во Сион станува видлив преку нашите животи. Живејќи Бог во нас, тој станува видлив во нашите постапки, во нашите мисли, во нашите зборови, во се што правиме. Невидливиот Бог кој живее во нашите срца станува видлив преку таа сила која се покажува во нас. И затоа псалмистот се моли во 8 стих и со тоа завршува вториот дел со второто села. Господи, Боже на силите, услишај молитвата моја, послушај, Боже Јаковов. Давид се моли, тоест псалмистот, не знае на кој, некој од Кореевите потомци, се моли сето тоа да биде реалност во неговиот живот. Навистина, неговиот живот да биде прекрасен заради Божето живеалиште, бидејќи тоа е во Божето живеалиште. Се моли таа сила да действа во него. Се моли навистина Бог да биде негова сила, се моли навистина неговиот живот да биде една плодна градина. И таа молитва е воед во една молитва која продолжува од 9 стих и натаму оди. Возвишни работи. Мислам дека нема повозвишни работи за кои може и би требало да се молиме. Ајде внимателно да видиме таа молитва запишена во 9 стих, тоа е со продолжение. Боже заштитнико наш, погледај и види го лицето на Твојот помазаник. Зашто еден ден во Твоите дворови е подобро отколку 1000 дни надвор. Повеќе би сакал да стојам на прагот пред Божиот дом, отколку да живеам во шаторите на нечестивите. Ете како таа молитва станува многу лична. Од они описи што ги дава во претходните стихови за благодетите што ги следат сите оние кои живеат во Божето живеалиште
и преобразбите кои што стануваат со таквиот човек, веќе во овој дел неговата молитва станува лична и викот кој го упатува кон Бог е за тие вистина да бидат применети во неговиот, лично во неговиот живот. Две се причините поради кои псалмистот го посакува тоа. Зошто вели, еден ден во твоите двори е подобро отколку 1000 дни надвор. Животот со Бог е неспоредливо подобар од било кој друг живот. Подобро е еден ден во Божјото присуство отколку 1000 дена без него. Еден ден со Бог е повреден од 3 години без Бог. Секако, дека псалмистот нема намера да не даде математички точна пресметка, станува збор за некои компарации, станува збор за метафори, но навистина е така. Навистина, животот не вреди, нема никаква вредност далеко од Бог, без Бог. Подобро е, псалмистот вели, да бидем вратар во Божиот дом, отколку заедно на трпезата да бидем во внатрешноста во домот на нечестиите. Животот со Бог е неспоредливо подобар од било кој друг живот. И продолжува, бидејќи Господ Бог е сонце и штит, тој дава благодат и слава. Ако нема сонце во мојот живот, ако сум во темнина, ако не знам кај да одам и што да правам, кога не знам што ме очекува напред, тогаш Бог може да ми биде сонце. Кога има бури, кога ми треба заштита, тој е штитот, вели псалмистот. Тој ме заштитува, тој ме води. Тој ми дава благодат во неволите, тој ме помага да стигнам до славата. И затоа во 12 стих авторот завршува со зборовите: Господ, Господи на силите, блажен човекот кој се надава на Тебе. Блажен човекот кој се доверува на сите овие вистини. Блажен човекот кој научил дека животот со Бог дава неизмерни предности. Блажен е оној кој се доверува на Бог не само во недела наутро, не само во одреден момент во неволи, туку постојано. И тоа е тајната на животот. Тајната на животот е надевањето во Бог, надежта во Бог. Тоа е тајната за блаженството за работниците, за учениците, за студентите, за старите, за болните, за силните, за истоштените, за усамените, за успешните. Тоа е тајната на животот. Блажен е оној човек кој се надева во Тебе, Господи. Нема друг рецепт за исполнет живот, нема друг начин на кој што пустинјата би можела да ја претвориме во убава градина. Само Бог во нас, само ако нашите животи ги претвориме во Божето живеалиште, ќе можеме да се насладуваме на вистина, на богат живот, исполнет со восхит, бидејќи ќе бидеме полни со најубавиот, со прекрасниот, со Исус Христос.